Според текот на болеста, опишани се 3 форми на мултипла склероза. Релапсирачко-ремитентната форма на болеста е најзастапена кај 80 до 85% од болните. Се карактеризира со влошувања, односно релапси на болеста, кои се непредвидливи во појавувањето. Траат повеќе од 24 часа до неколку недели. Потоа со или без лекување се повлекуваат комплетно или оставаат последици резидуи. За потоа после одреден мирен период повторно да се влошат симптомите, истите симптоми или да се комбинираат со други. Најчесто релапсирачко-ремитентната форма започнува како клинички изолиран синдром, односно случување кое сугерира на задемиелинизирачки процес, меѓутоа не ги исполнува дефинитивните критериумите за поставување на дефинитивна диагноза на мултипла склероза. Вториот тип на болеста е примарно прогресивната форма. Според самото име, текот на болеста е прогресивен уште од самиот почеток и се влошуваат симптомите при што нема издвоени со влошување на симптомите од почетокот при што нема издвоени релапси. Вториот тип на болеста е примарно прогресивна форма на мултипла склероза. Според името укажува дека има прогресивен тек, влошување на симптомите и нема издвоени релапси. Ке примарно прогресивната форма на болеста, раните случувања се практично суптилни потешкоти со одењето, кои со текот на времето прогресивно се вклучуваат. Третиот тип е секундарно прогресивната форма на болеста, која настапува после релапсирачко-ремитентната фаза. Генерално постои консенсус дека секундарно прогресивната мултипла склероза е постојана акумулација на невролошки дефицит, на онеспособеност без било какви издвоени релапси. Најголем дел од болните со релапсирачко-ремитентна форма на болеста, некаде помеѓу 60 и 70%, 8 до 15 години од почетокот на болеста преминуваат во секундарно прогресивна форма.